Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Куклите на Росица од Оливера Николова. За Оливера Николова нема потреба многу да зборувам, мислам дека на повеќето од вас ви е позната, значи за многумина таа е најголемата македонска писателка. За жал лани во 2024 година почина, оставајќи зад себе едно неверојатно книжевно наследство, значи романи за деца, радиодрами, сликовници, збирки раскази, романи за млади и меѓу другото, мислам дека се 10 романи за возрастни. Куклите на Росица таа го издава во 2004 година, а во 2005 година за овој роман ја добива наградата Роман на годината. Ова издание што го имам тука не е оригиналното од 2004 година, значи ова е дел од на нова едиција во која што се реиздадени сите нејзини романи за возрастни. И се сеќавам на настанот, тука имам и посвета од Оливера Николова, која што ми е многу драга. Значи ова беше во март 2022 година. Се сеќавам на настанот, тоа беше во МНТ, беше присутна, значи професори, книжевници, писатели зборуваа нели за неа и со една незина неверојатна скромност. Тоа ми остана во глава кога таа рече: се надевам дека, парафризирам, се надевам дека јас ги заслужувам, не сум сигурна, меѓутоа се надевам дека ги заслужувам вашите пофалби, убави зборови и така натаму. Ако го погледнете само насловот на романот Куклите на Росица, може да си помислите дека ова е некаков роман за деца или можеби за млади. Куклите на Росица, или може да си помислите дека ова е наводници некаков женски роман, некаква романса, во кој главен лик е некоја си Росица. И работата е што иако главниот лик на вистина е Росица, една девојка, една жена, присутни се многу мажи во романот, секакви мажи со мустачи, со големи бради, со мажи во одела, во носи, значи револуционерни силни мажи со големи идеи. Шала на страна, тоа е така затоа што ова е еден роман кој што на историска фикција, во кој што Оливера Николова покрива еден многу клучен период од македонската историја, а тоа се последните 2 децени од 20 век. Тоа е историски период кој што е многу интересен и во кој што се случуваат паралелно меѓуповрзани, кои што е две нешта кои што не можат едно без друго. Тоа се две движења, две идеи. Едната е развитокот, созревањето на македонскиот национален идентитет и самосвест, пропратено со желбата за автономна држава, замислувана е на почетокот да биде во рамките на Отоманската империја, затоа што во тоа период кога и други земји на Балканот добиваат независност. Значи тоа е еден момент, а другиот момент е кој што можеби е подлога за сето тоа и дури е, не може да се каже поважен, меѓутоа е подеднакво важен, а тоа е моментот на преродбеништво, на некој начин осамостојување, диференцирање на македонскиот јазик како самостоен јазик. И тука клучна улога играат учебникарите, значи луѓе кои што печатат учебници, кои што се трудат на населението, кои што сакат да се образува или да ги образува своите деца на јазикот, на секојдневниот јазик на кој што зборува наместо на грчкиот, затоа што грчкиот јазик доминирал во училиштата во тоа време, бил наметнуван и од Грција, од Цариград и така натаму. И кај македонскиот народ се ова е на реакција и тука е тој втор момент на преродбеништво, на јазикот тука има клучна улога. За да се разбере целиот контекст, клучен момент е бугарската екзархија, која што 10 години пред тоа, мислам во 1870 е основана, дадена е автокефално, значи независност на бугарската црква, која што го покрива бугарското кнежевство. И по линија на ист славјански јазик, значи се кај населението доаѓа до една реакција против фанариотството, значи против грчкиот јазик и под закрилата на екзархијата многу често се води борба на територија на Македонија против грчкото влијание. И сега поради екзархијата, всушност, подоцна клучен момент, и нема многу да ве замарам со историја, 1778 година е познатиот Берлински конгрес, и кој што е важен, клучен, меѓутоа носи големо разочарување за македонците. Зошто? Затоа што
некои земји како Црна Гора или Србија добиваат независност, Грција добива претhodно и се формира бугарско кнежевство, баш као од источна Румелија, тоа е еден друг регион долу, меѓутоа тоа е вазалска држава, вазалско кнежевство, не сум точно сигурен, мислам дека се уште е на некој начин поврзано со Отоманската империја, меѓутоа сепак има независност. И сега голем дел на територијата на Македонија тогаш останува одлучено да остане под владеение, значи во рамките на Отоманската империја доаѓа до едно големо разочарување. И многу исто така тоа е периодот, значи на двете големи востанија, значи Разловечкото и Кресненското востание, и сега романот гледаме дека почнува во еден период на разочараност, можеби период во кој што турците се одмаздуваат, значи на територија на Македонија се случуваат секакви ужаси и ја гледаме Росица како главен лик во овој роман, една девојка која што во 1779 година заедно со едно момче Андон, кој што добил задача да ја пренесе во тогашна, значи независна кнежевство Бугарија. Ја гледаме Росица, таа е со потекло од Прилепско. Незиното семејство доживува трагедија, таа доживува и лична трагедија со тоа што пред незини очи незината сестра е убиена, таа е силувана од двајца турци, значи јазикот е засечен и таа останува нема, значи не може да комуницира, не може да зборува. Заминува ја испраќаат таму во скопското село Кучевиште, од каде што потекнува познатиот митрополит владика Натанаел Кучевишки, кој што игра клучна улога и контроверзна улога. Значи поделени се мислењата за него во целата таа слика, во сите тие случувања и превирања. Во Софија, значи испратена е да му биде прислужничка, слугинка кај него дома, затоа што тој паднал болен, влијателна личност. Таа ќе почнува да живее таму и во тој период од 20 години гледаме дека Росица всушност служи како една допирна точка, како точка на вкрстување, меѓутоа и точка како допирна точка на многу од клучните ликови и од прередбеништвото и од борбата за национална самоствест, идентитет, автономија, независност и така натаму. Зошто? Затоа што во тоа време многу македонци кои што бегаат всушност од притисоците на територија на Македонија бараат наоѓаат некакво прибежиште во Софија, во Кюстендил, во тогашна Бугарија, и таму всушност се реорганизираат, таму се обидуваат да ги издаваат своите собрани народни приказни, песни, значи таму се обидува да ги испечатат нивните зборници и така натаму, меѓу кои се и Шапкарев и Марко Цепенков, значи тоа се ликови кои што се присутни во овој роман, што го прави многу интересен. Росица, значи, почнува да живее таму и оно што е интересно за неа, иако таа не може да зборува, таа ни себе ги прима сите тие случувања, некој ги разбира, некој не ги разбира, меѓутоа начинот на кој што таа можеби ги процесира тие нешта ги зема и изработува кукли. Значи, навечер, ноќта кога е слободна, таа собира секакви парталчиња, секакви материјали, меѓутоа незините кукли, и тоа се куклите на Росица, незините кукли се секојаш базирани врз одреден конкретен лик. На некои од тие луѓе што се присутни таму, значи прво почнува приказната на сам крајот на таа деценија, значи 1779-80 година, почнува незиниот живот таму, значи нема да ви откривам детали, подоцна продолжува, значи и гледаме како се појавуваат ликови кои што се актуелни и кои што действуваат во конкретен момент. Некои од нив се присутни из целото тоа време, меѓутоа подоцнежната генерација, како, не знам, Христо Татарчев, Петар Попарсов или Гоце Делчев, Даме Груев, кои што кога Росица стигнува во Софија, повеќето од нив се или тинејџери, или се деца, или се млади луѓе, и подоцна се појавуваат на сцената и Росица доаѓа во контакт со нив, на некои од нив ќе ги изработи и со задоволство кукли базирани врз, нели, кои што го представуваат нивниот лик. Она што Оливера Николова успева тука да го направи, што со вакова историска фикција, ова не е некаков револуционерен или воен роман, значи не очекувајте тука некакви битки меѓу комити, не знам,
некакви си одреди против автомат, значи не е таков роман, ова е роман на идеи. Значи тука ако сакате да ја разберете позадината на тоа како се развивале идеите, значи кои биле дилемите, кои биле валканите политички игри, значи предавства и така натаму притисоци, каква била желбата на овие луѓе за самостојна Македонија или за да се прошири македонскиот јазик, да се зборува и да се учи на македонскиот јазик. Значи сето тоа е присутно тука и опасноста во ваков случај романот да биде преоптоварен со историски факти и со историја и така натаму, меѓутоа Оливера Николова оно што многу добро го прави еден многу добар заплет, успева да прикаже и дури љубовна приказна, предавства, значи многу интересни пресврти во романот кои што го прават не само ајде да го наречам информативен, кај што веќе научите нешто, иако можеби сте ги учеле овие нешта во училиште и така натаму сме ги учеле, меѓутоа сепак мислам дека литературата има дури кога нели се можеби романтизирани овие ликови и така натаму, сепак има литературата моќна да на поубав начин можеби да не ги представи нештата. Значи речиси сите клучни ликови од тој период се присутни во романот и од Теодосиј Синајцки до Партени Зографски до Пулевски, па подоцна се движи, па дури Крсте Мисирков е присутен, значи Рајко Жинзифов, Марко Цепенков е таму, значи Росица има еден многу убав однос, близок однос од дедо Цепенко, кој што живее во тоа време во Софија, значи присутни се сите овие клучни ликови, подоцна се движи кон крајот на векот, па Гоце Делчев се појавува и така натаму, значи една нова генерација на борци и дејци за таа идеја и сите обединети, значи преку ликот на Росица. И Росица, иако е нема, таа е нем сведок на сите случувања, таа сепак има свое место и свој удел во сето тоа, иако е во наводници неважен лик во смисла дека не учествува во идејната борба или така натаму, во таа револуционерна борба, таа сепак е сведок на тие настани, сепак си има дури свое мало делче, иако таа не може да го изрази тоа со зборови, можеби го изразува преку предмети, го изразува преку она што тие кукли го представуваат и така натаму. Има некои многу убави идеи што може да ги прочитате во поговорот на Елиза, еден добар поговор на Елизабета Баковска на крајот од книгата. Значи сето тоа е обединето во нејзиниот лик. Она што можеби Оливера Николова можела поинако да го направи или подобро во овој роман е да малку да даде простор меѓу, значи балансот, не сум сигурен дека е помеѓу идеите и нели филозофијата на тоа време и действието и заплетот, ми се чини дека не е малку урамнотежен балансот, може малку да идеите да бидат претешки или преинтензивни во одредени моменти од книгата и друго нешто што мислам дека е што може да биде проблем е што речиси сите ликови кои што ни се познати се присутни таму. Значи можеби тоа важно е тоа, меѓутоа мислам дека не е доказ на некаква суптилност. Меѓутоа, окей, кога се покрива подолг период, 20 години, кога се дава еден приказ на таа, на сите тие случувања на таа борба, сите тие луѓе одиграле одредена улога. Целиот тој период е важен, интересен, клучен за македонскиот народ, контроверзен исто затоа што нели е оспоруван од страна на Бугарија и така натаму, нели меѓудржавни односи и така натаму, меѓутоа е важен. Учебниците се окей и тие не учат, меѓутоа литературата некогаш има уште поголема моќ да не ги оживее некои процеси, нели во ваква една убава историска фикција. Оливера Николова напишала еден убав, кроток, може да се препознае нејзиниот глас, студиозен, можам да замислам само колку истражување е вложено во овој роман и оно што е убавото кај неа што со кој роман да се фати, речиси гледате дека е она баш сериозно писателски пристап има Оливера Николова. Да не должам многу, ви го препорачувам Куклите на Росица, ако сте го читали, скоментирајте ми на Facebook или тука на YouTube. Ако не ви го препорачувам, прочитајте го, нема да зажалите. Чувајте се и се гледаме со наредно видео. Чао!